Ви поздравувам, драги присутни, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе го завршиме Христовиот роден ден. Да ве подсетам каде застанавме минатиот пат, минатата сабота. Евангелие според Лука, 3 глава, што читавме во првиот стих. Да, 15-та година од царувањето на царот Тиберий, кога Понтий Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод четворовласник над Галилеја и Филип брат му четворовласник на покраината Итуреја и Трахонитида, Трахонитис треба поточно, и Лисании четворовласник на Авилинија. Ако сте љубопитни, пронајдете ги во библиските карти овие места, да не губам ја време за тоа. А во времето на првосвещениците Ана и Кајафа, тогаш што се случило? Дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија во пустината. Значи, во 15-та година од царувањето на Тиберий, Јован Крстител ја започнал својата мисија. Така? Спред овој текст, така. Во 15-та година од владењето на царот Тиберий, Јован Крстител ја започнал својата мисија. Која е 15-та година на царот Тиберий? Јас ова прашање своевремено го проучив на експертско ниво. Тоа беше 2013 година, кога навистина сакав некои од битните темели на адвентизмот да ги знам лично, со докази, да ги испитам лично, да не зависам од никој друг теолог, проповедник, автор, писател. На никого не сакав да му верувам, сакав да ги испитам лично за себе овие хронолошки, технички податоци и така натаму, за кои што се врзува толкувањето на адвентистите и за пророчките времења и за многу што друго околу светилиштето. На интернет тогаш, не знам и сега, може би и сега се достапни, ги најдов сите монети што биле исковани во тоа време, во времето на царот Тиберий. Управители на Јудеја биле, како што е споменат тука, Понтий Пилат и неговиот предходник Валериус Гратус. Сите монети што ги исковал Гратус и што ги исковал Пилатус, ги пронајдов со сите нивни хронолошки податоци. И сега, за да не одземам време, според сите тие историски докази, 15-та година од владењето на Тиберий започнала есента, септември да речеме, 27-та година од новата ера. Значи сега, докаде допира 62-те плюс предходни 7, вкупно 69 седмици од Данијел 9 глава, до есента 27-та година. И што кажав? Прочитавме дека Исус, кога ја започнувал, самиот Исус, кога ја започнувал својата служба, 23 стих, имаше околу 30 години. Ке се задржиме малку на овој момент. И сега, јас кажав,
Значи, според пророчките времења на Даниел, 70 седумки, сите тие почнуваат и секој одсек од тие 70 седмици почнува и завршува на есен. И последната 70-та седмица почнува со есента, 27 и завршува со есента, 34 година. И реков, а штом Исус ја започнал својата служба на околу 30 години, може би самиот овој почеток и крај на пророчките седмици од книгата на пророкот Даниел упатува на тоа дека и Христовиот роден ден бил тука некаде септември или на есен. Но тоа не беше доволен доказ. Зошто? Затоа што некој може би ќе рече дека Лука вели околу 30 години. Може би Исус пак е роден зиме, значи на 25 декември, но есента имал околу 30 години, односно неполни 30, ама што ме околу може не е доволно прецизно за да се каже само врз основа на Даниловите 70 седумки дека се родил на есен и дека наполнил 30, или дека роденденот му бил на есен. Не само 30-тиот, туку и секој друг. Но, вистината е обратна. Ке докажеме дека Исус бил роден на есен, тој септември 27 година наполнил 30 години, иако се уште не ја започнал баш тогаш својата служба, бидејќи тогаш почнувала 15-та година на Тибери, кога Јован ја започнал својата служба. Бидејќи така прочитавме во третиот стих, вториот всушност, бидејќи третиот вели за Јована, че му дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија во пустината, за време на првосвещениците Ана и Кајафа, и тој го обиколи целиот крај околу Јордан, се мисли на реката, проповедајќи покајно крштавање за проштевање на гревовите, и потоа цитатот од Исаија, кој што се однесувал на него. Се до 6 стих. Зошто е битно ова есен? Значи, пророштво вели дека тие 62 седмици или вкупно 69 допираат до помазаникот Божи, значи до Христа. Зошто е тоа битно? Значи, не е битно кога точно Исус дошол да се крсти кај Јована. Тоа можело да биде и зиме. Не затоа што Водици 6 јануари мора да е тој, да бил тој датум. Можел да биде најмалку 2-3 месеци подоцна, откако Јован ја започнал својата служба, својата проречена мисија, но пророштво вели дека до помазаникот Божи, до Христа помазаникот, се тие седмици кои што почнуваат и завршуваат на есен. И сега што е тука битно? Значи, внимавајте, кога почна седмиците? Сите 70 седмици. Кога имаат почеток? Да, во времето на Ездра и Немија. Кога беше тоа? Која година? 457 пред новата ера. Сега, царот Артаксеркс тогаш издал во таа година декрет за обнова и на Ерусалим, на градот, на храмот и на градот, но тој декрет го издал, рековме, на пролет. А зошто броењето на 70 седмици, сметањето поточно, започнува од есен, што кажавме?
повеќе пати во минатото, последен пат минатата сабота. Затоа што евреите саботните години, а и јубилејните години, ги сметале од есен до есен. Поточно, јубилејните години од Јом Кипур до Јом Кипур, од 10.7. до 10.7. следната година, била 50-та јубилејната година, така се сметала. Дали, например, имате разни години, например, фискална година. Кога почнува фискална година? Кога почнува учебна година? Дали сите тие почнуваат на 1. јануари? Не, значи, освен календарската година, постојат некои години кои што имаат поинакви почетоци. Таква било и кај израелскиот народ. А саботните години кога почнувале? Од 1.7. празникот на трубите, или младината, до следната година, 1.7. траела саботната година. Значи, официјалниот почеток на саботните години е есен, затоа и официјалниот почеток за сметање на 70 седмици е есен, иако царот Артаксеркс декретот веќе го донел неколку месеци порано на пролет. Таму во Персија или денешен Иран. Според тоа, 77, поточно сега 69, до помазаникот Божи, и тие завршуваат на есен, а да не мора да значи дека баш тогаш Исус бил крстен, не мора да значи, може да било 2-3 месеци подоцна. Например, бидејќи тогаш, кога почнувала 15-та година, септември 27-та, Јован ја започнувал својата служба, но зошто пророштво вели дека сепак до тогаш, значи до есента, допираат, до помазаникот допираат тие седмици? Како допираат ако се уште не бил крстен? Во кој смисол допираат? Што било тука битно? Ако Исус се уште не дошол, ако требало да поминат уште 2-3 месеци, пример, најмалку. Што било битно ако до него допираат седмиците? Зошто била повторно битна есента? Дали само затоа што почнале на есен? Јас тука гледам битност, затоа што Исус таа есен наполнил 30 години. А зошто е тоа битно? Зошто е битна возраста од 30 години? Се сеќавате ли? Во Стариот Завет, возраста од 30 години била возраста на која што свештеникот по Божја заповед можел да ја започне својата служба. Значи, во Стариот Израел свештениците не можел некој да започне свештеничка служба, значи во случајот со левитите, значи ниту било кој левит не можел да започне свештеничка служба, се додека не наполни 30 години. Каде читаме за тоа? Да отвориме, например, 4 книга Мојсеева, или Броеви, 4 глава, во оваа 4 глава ќе забележите дека Господ наредува на Мојсеја и на Арона да ги пребројат сите синови Левиеви, поделени според главите на семејствата. Самите левити биле поделени на повеќе дела, од кои што секој дел имал специфична служба. Например, синовите Катови имале специфична служба да ја носат, да ја пакуваат и распакуваат светињата, односно целото светилиште, односно шаторот. И никој друг, значи дури ниту било кој друг левит што не е по родот на Каат, не смел да тоа да го прави, а другите левити си имале секој друга служба. И сега, она што е интересно е дека, да не читаме сега кој какви служби или задолженија имал во врска со светилиштето, но само кога се наредува нивното
пребројување. Например, да скокнеме до 21 стих. И му рече Господ на Мојсей велејки, преброј ги и Гирсоновите синови, според семејствата нивни и според родовите нивни, од 30 години нагоре до 50 години. Тоа била активната возраст за вршење свештеничка служба. Значи, на 50 години се пензионирале. Мислам дека не постои ниту еден социјалистички закон кој што давал волку рана пензија. Бенефициран стаж. Да, може да утепа гром ако влезеш пиен во светилиштето. Тоа е опасна служба. Или било како нечист или неподготвен. Понатаму, да не читаме сега која била конкретната служба на Гирсоновите или Гершоновите, поточно синови. Во 29 стих, преброј ги Мерариевите синови, според родовите нивни, според семејствата нивни, и повторно ова, 30 стих, од 30 години нагоре до 50, преброј ги сите способни за служба, за да работат во скинијата на собранието. Истото го читаме во 35 стих, повторно за Каатовите синови, од 30 години нагоре до 50 години. Истото го читаме во 39 стих за Гиршоновите синови. Повторно се повторува информацијата од 30 години и нагоре до 50 години, сите способни за служба, за да работат во скинијата на собранието. 47 стих, 43 стих, исто така го спомнуваат. Од 30 години и нагоре до 50 години. И ова може да го најдеме и на други места. Да отвориме, например, прва книга Дневникот. Прва книга Дневникот или Летописи во 23 глава. На почеток на 23 глава, прва книга Дневникот или Летописи, 23 глава, од првиот стих читаме: Кога остаре и се засити од животот, овој израз го наоѓаме за мнозина старозаветни лица, се засити од животот, Давид го постави за цар над Израел синот свој Соломон. Вториот стих вели: и ги собра сите началници израелски, свештениците и левитите. Третиот стих: а левитите од 30 години и нагоре беа преброени. И конкретно се кажува дека во времето на Соломон, значи, кога започнал да царува, бројот на сите левити, се мисли на сите машки души спремни да служат како свештеници, беше 38.000 над 30 годишна, од 30 годишна возраст нагоре. Јас не истражив на други места, може би овој податок за 30 годишната возраст на свештеничката служба може да се наоѓа и на повеќе други места. Може би за тоа и софтверот ќе помогне, ако сакаме да ги откриеме баш сите, ако досега не ги исцрпевме. Да се вратиме малку на Лука, само да поставам прашање. Што мислиш, зашто па Лука го споменал овој податок? Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години. Зашто го споменал Лука тој податок? Што било тоа битно? Па токму затоа. Да, токму затоа. Во Библијата не се споменуваат работи кои што не се битни. Ако некој податок е небитен, например, дали Исус, какви очи имал Исус, каква боја на очи имал Исус, дали е тоа битен податок? Не само за Исус, а и за било која библиска личност. Дали е тоа битен податок? Не. Дали се споменува во Библијата? Бојата на очите на било која личност.
Не, значи, сакам да кажам, Библијата ако споменува некој податок, значи дека е битен. Така? Што го споменува е битен. Значи, Лука вели дека Исус, кога почна да проповеда, имаше околу 30 години. Зошто ја кажува таа возраст 30 години? Што е битно дали имал 30? Зошто не почнал на 25? Зошто не почнал на 40? Значи, има нешто. Зошто е кажано? Исус, кој што уште од 12 годишна возраст, како и секој израелец, станувал бар мицва, син на заповедта или син на законот. Сепак, требал да ја чека возраста од 30 години за да ја започне својата месијанска служба. Тоа е битното. Свештенството е битното. Сега конкретно ќе докажеме дека Исус навистина и бил роден, да речеме, септември, средина или крај на септември, 4-та година пред новата ера, а истото време, период или сезона, 27-та година од новата ера, наполнил 30 години. Во почетокот на 3-та глава слушнавме дека Јован Крстител бил син на Захарија. Каде се споменува пред тоа овој Захарија? 1 глава, да. Што се случува? Да се вратиме малку. Да. Во 1-та глава, ајде да почнеме, па мора од 5-тиот, да, не може поинаку. Во доновите на Ирод, царот јудејски, живееше еден свештеник по име Захарија од редот Авијанов. Што мисля, овој битен податок? Редот Авијанов. Тоа е многу битен податок за да одговориме на прашањето кога од прилика се родил Исус. А жена му беше од керките Аронови, значи и Елисавета беше левитка по потекло. 6-тиот стих вели: и обајците беа праведни пред Бога, постапувајќи според сите заповеди и повелби Господови безпрекорно. Тие немаа деца, зашто Елисавета беше неродка, а обајците веќе беа на поодминати години. И сега 8 стих: еднаш, додека тој по редот на својот свештенички чин служеше пред Бога, кој беше тој ред? Авијановиот ред, или авијанскиот ред. Според обичајот на свештениците, нема му се падна ждрепката да влезе во храмот Господов и да покади. За време на кадењето целиот народ се молеше надвор. Народ ниту имаше пристап внатре во храмот, само свештениците. Тогаш му се јави ангел Господов, стоејќи од десната страна на кадилниот жртвеник. А замислите, позади кадилниот жртвеник е завесата, позади неа светињата на светињите. И сега на самиот жртвеник кадилен или кадилниот олтар, поточно, каде што гори темјан, постојано, нон-стоп, и од каде што свештеникот, значи и овој Захарија, ја полни кадилницата за да кади во храмот, му се појавува ангел Господов од десната страна на жртвеникот. Захарија се вознемири кога го виде и страв го обзете. Пазите, свештеник, праведен пред Бога. А што би било ако се појави на некој пијаница, на некој неверник, на некој грешник, било да е свештеник, било да е обичен, и на некој безбожник? Што се случило со римјаните кога се појави ангелот на Христовиот гроб? Испопаѓа како мртви. Значи, грешната природа не може да поднесе слава на надприродно суштество. А за Божја слава да не зборуваме.
Дури и најверните пророци, како Даниел, некои од апостолите, или овде свештеникот Захарија, и тој наречен праведен пред Бога, постапувајќи според сите заповеди и повелби Господови. Страв го обзеде и многу се вознемири кога му се појави ангел Господов. И ангелот му рече: не плаши се, Захарија, зашто твојата молба е вослишена и жената Елисавета ќе ти роди син и ќе му ставиш име Јован. И да не читаме понатаму, нас не интересира сега само хронолошкиот податок. Знаеме што случило потоа со Захарија, дека затоа што не поверувал веднаш, онемел, и до кога бил така нем, да, додека не се роди Јован. Може да скокнеме на 23 стих. И штом изминеа деновите на неговата служба, тој се врати дома. По тоа време зачна, значи кога се вратил дома, зачна неговата жена Елисавета и веќе 5 месеци поминеле. Да го скокнеме 25 стих, небитен за нашата сегашна тема. 26-тиот, а во 6-тиот месец беше, 6-тиот месец на што се мисли? Од бременоста на Елисавета. Беше испратен од Бога ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, за да и благовести на девица Марија. И тогаш кога поентата е, сега може да се го читате дома сето тоа, да не ги читаме сите овие стихови. Значи, разликата помеѓу Јован Крстител и Христа, нивното зачнување и последично нивното раѓање, е 6 месеци. Значи, Јован Крстител е 6 месеци постар од неговиот роднина Исус. Тоа е битен податок. Добро. Епа сега, кога се родил Јован Крстител? Кога се родил Исус? Значи, Јован Крстител бил зачнат во времето кога татко му, Захарија, пождрепка по редот на неговиот чин, авијански, служел во храмот. Каде во Библијата се споменуваат овие свештенички редови или левитски редови? Каде? 24. Прва, да. Прва книга Дневникот или Летописи, 24 глава. Да. Од седмиот, ја би сакал да читам добро, може од седмиот стих. Од седмиот стих се само момент наведени конкретно ждрепките. Дваесет глава започнува со зборовите: еве ги и распределбите на синовите Ааронови, значи сега како било организирано левитското свештенство. Аароновите синови беа Надав, Авиху, Елеазар и Итамар. Овие првите двајца загина од гром, затоа што беа пијани додека служеа во светилиштето, а преживеа и од нивната лоза продолжија Елеазар и Итамар. И првато му се вели како Давид ги распоредил свештениците, почнувајќи со Садок од синовите Елеазарови, Ахимелех од синовите Итамарови, според редот на службите нивни. И сега да не ги читаме сите работи. 5 стих вели: а ги распредуваше со ждрепка, што прочитавме кај Лука, кога Захарија, татко му на Јован Крстител, по ждрепка му се падна тој да служи. Значи, со други зборови,
Например, сите свештеници, сите левити што биле од еден род, да речеме авијанскиот, тие биле многу души. Не отишле сите во Ерусалим таа седмица да служат, туку со ждрепка. Ај за оваа година ждрепката се паднала на овие неколку души, колку што биле потребно да служат во иста седмица во целиот храм, односно светилиште. Друга година ждрепката се падне на друг, кога ќе дојде тој ред за служба. И да ги прочитаме самите редови. И ждрепката одредила исто така по кој редослед ќе служат редовите. Првата ждрепка, 7 стих вели, падна на Јојарив, вториот за Једаја, третиот за Харим, четвртиот за Сеорим, петиот за Малкија, шестиот за Мијамин, седмиот за Хакоц, осмиот за Авија. Значи, авијанскиот ред требало да служи 8 поред. И сега може да ги читате кои се другите, но не се сега битни. Она што е битно е следново. Свештеничката, светата, господовата календарска година започнува на пролет со први Авив или Нисан, пасхалниот месец. Овие редови треба да служат секој ред една цела седмица, од една сабота до друга сабота. Значи, кога ќе дојде во саботен ден се врши смената, замената, еден свештенички ред, еден левитски ред му отстапува место на друг. Во сабота наутро, оние што служат, ги заменуваат бесквасните лепчиња на трапезата во првото одделение од светилиштето, во храмот. Со тазе лепчиња испечени таа сабота, што не било грев, бидејќи тоа е свештеничка служба. Ништо што работеле свештениците и во сабота најмногу работеле не е грев, затоа што тоа е свештеничка служба. Тоа не е обична граѓанска или приватна работа. И ќе ги постават новите тазе бесквасни лепчиња, ќе видат кое од краците на светилникот треба да се дополни со масло, за да светилиштето секогаш биде таа светлина од менората, од седмократниот светилник, секогаш да гори нон-стоп и дење и ноќе. Никогаш да не се дозволи сите 7 краци да изгаснат, затоа што снемало масло за горење. И потоа влегува другиот, следниот ред, следната смена, овие си одат, се заменуваат во своите домови кои каде живеел низ Израел. И така секоја седмица. За да биде 8-миот ред, значи од почетокот, од пасхалниот месец на пролет, 8-миот ред ќе му дојде отприлика на крајот од 2-иот месец. Толку седмици би избројале до тогаш. И на почетокот на 3-иот месец зачнува Елисавета, жената на Захарија, со Јована Крстител. Од тој 3-ти месец од годината броиме 9 месеци до раѓањето на Јован Крстител. Кога се раѓа Јован Крстител? Ако е зачнат на почетокот на 3-тиот месец, се раѓа на почетокот на, сега, плюс-минус, нели? Да речеме, околу почетокот на 12-тиот месец. Тоа е, да речеме, март, или на средина, или на крај на март, 12-тиот последниот еврејски месец Адар. 6 месеци подоцна се раѓа Исус, бидејќи е 6 месеци помлад од Јована, значи или на средина, или на почетокот на септември. Со што теоремата е докажана. Како реков? Средината и крајот, да, така е точно, да. Бидејќи овој средината или крајот на март, средината или крајот на
септември. Можел да биде и почеток на октомври, не, мислам. Сега ова немаме поголема прецизност од ова. Можам само да додадам тоа што веќе и скоро го зборував, дека постојат различни теории, некои велат дека бил роден баш на 1.7., значи на празникот на трубите или младина. Тука има основа за ова верување, во смисол, затоа што и саботните години, рековме, почнуваат и завршуваат со 1.7., празникот на трубите, со младината. Па сега, ако сакаме прецизност, значи, кога прецизно истекле 69 седмици до ден, навистина на 1.7. истекле, па може би тогаш е и Христовиот роден ден. Од друга страна, јас повеќе ми се допаѓаше идејата, и зашто и тоа, и тука има основа, дека е роден 2 седмици подоцна на празникот Сеници. Зошто? Затоа што самиот Јован запише дека Словото стана тело и се восеничи, се вошатори или се восеничи помеѓу нас. Тука не постојат, значи, дефинитивни докази, дали било тој едниот или дали бил наредниот датум, дали бил Јом Кипур, немаме докази. Може да имаме лично убедување кој од тие датуми е поверојатен, но немаме прецизност, а и толкава прецизност и не се бара. Важно да кажавме рана есен или крај на лето, а не 25 декември. 25 декември знаеме од каде потекнува, затоа немаме сега ниту време, ниту имам желба да говорам на таа тема. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, те благодариме за Твојата голема милост и добрина. Те благодариме за секој Твој добар дар. Те благодариме за мирот и слободата, што се уште ги имаме. Те благодариме што ги порази светските власти, ја порази пандемијата, ги испреврти и сега нивните планови и побрза во паника да се повлечат, некаде веќе да прогласат крај, некаде по инерција се уште трае. Ти благодариме, Господи, иако не знаеме што не чека во иднина, но со Твојот дух, што и да се случи, што и да не чека, само со Твојот дух и со крвта на јагнето победуваме. Ти благодариме што го исцели брат Крсте. Ти благодариме секој еден од нас може да му текне за многу други причини за кои што треба да Ти благодариме. Те молиме, Господи, води ни и чувај ни и во остатокот од саботниот ден. Те молиме, биди со сите болни и немокни. Те молиме за сестра Асенета, те молиме за целото семејство на брат Раде, те молиме за Стевка. Ти благодариме што Катица е со нас денес. Те молиме и за нив, и за целото нејзино семејство. Те молиме за брат Андреј исто така. За сестра Луиза и Миле. Те молиме, Господи, сите што се болни и немокни. Охрабри ги и ојачај ги во овие тешки последни денови. А многу повеќе за сите разочарани, обезхрабрени, обезверени, оладени. Те молиме, бидејќи самиот си рекол дека е подобро да бидат студени отколку млаки. Сите што се сега студени, сите што се разочара и ја напуштија верата Христова. Те молиме, привлечи ги одново со Твојата љубов, со Твојата вистина, со Духот Твој свети. Распушти не во мир, а за тоа Ти благодариме во името Христово. Амин.